Основниот суд во Кочани денеска во периодот од 9 до 14 часот беше отворен за средби со ученици, заинтересирани лица и воопшто со граѓаните, а по повод Европскиот ден на правдата 25 октомври. Отвореноста им даде можност на сите заинтересирани да ги посетат просториите во судот, да остварат непосредна средба со претседателката на правосудната институција магистар Сузана Милевска, со другите суди од прекршочна и кривична постапка, како и со судската администрација. Особено значајно е што заинтересираните имаа можност да се запознаат со нивните основни права во повеќе области, како семејно право, право на собственост, наследување, договорно право и други права кои се од особена важност за граѓаните. Ваквата пракса во судот е оценета како повеќе кратно корисна, бидејќи е значајна за зголемување на довербата на граѓаните во правосудството, приближување на институцијата до обичниот човек и основно едуцирање секој поединец да знае што повеќе за своите права и да го осознае начинот за да дојде до нив. По повод Европскиот ден на правдата и 2 години од одбележувањето на кампањата за подигање на свеста за бесплатна правна помош, Министерството за правда во изминатиот период презема конкретни активности за да им се овозможи на лицата кои живеат во сиромаштија да не им е ограничено уживањето и заштитата на нивните права како резултат на непромостливи пречки во системскиот пристап до правдата. Тоа значи дека бесплатната правна помош е гаранција дека граѓаните кои се во тешка финансиска состојба ќе добијат правна помош од адвокати фер судење. Оваа помош граѓаните може да ја добијат за имотно-правни спорови, должничко-доверителски односи, за прашање од пензиско и инвалидско осигурување, за застапување на жртви на семејно насилство, за остварување на социјална помош, за спорови со осигурителни компании и за други потреби. Законот предвидува давање на примарна и секундарна помош, при што примарната ја даваат овластени здруженија, правни клиники, додека секундарната адвокатите. За доцетата правда е негирање на правдата. Затоа потребно е на сите да им се овозможи навремен и еднаков пристап до правдата.